Abi düzüldü o sisi bakacağım. Kako se vidi kako ide? No, model. I što vraća bude? Kanalom. Zovali. И откажава ga концерт от Скопje се да си дошъл нека. Я главно, видиш какво викаш? Чуеш ли какво викам? Не снимаш това. Къде си бе, Деки? Само пиво за мен.
Наместо активностите да ги насочиме кон превземање на одредени мерки за облажување и надминување на економската, енергетската, инфлаторната и здравствената криза, ние како држава по сопствена грешка се доведовме во состојба да докажуваме кои сме, што сме и од каде сме. Јас, како почитувач и продолжувач на традициите од народно-ослободителната и антифашистичка војна 1941-1944 година, при Општинскиот одбор на Сојуз на борците Куманово, немам намера, ниту можам да го коментирам договорот за добрососедство и преговарачката рамка на францускиот предлог, но имам обврска и должност да ја кажам вистината за војната која се водела помеѓу македонскиот народ и другите народности кои живееле на овие простори против германскиот, против бугарскиот, против италијанскиот, како и против балистичките и четнички банди. Ова е познато и сите го знаат. Ако не го знаат, нека погледаат во собствените архиви и ќе им биде јасно на сите овие од Балканот, од Европа, па и од светот. После неполни 80 години, наш источен сосед, а подпомогнат од нашите домашни функционери од власта, ја ставија ваквата вистина на проверка и ја изопачија и негира, а сето тоа во функција на градење на некои си добрососедски односи кои што ги фаворизира Европската Унија. Отидоа до таму што бугарските фашисти ги нарекоа и крстија како ослободители и администратори. Ова не може никако да биде така, од следна причина. Ако беа тие администратори ќе дојдоа со машина за пишување за хартија, меѓутоа тие дојдоа со пушки, дојдоа со бајонети, дојдоа со бесилки. Во текот на војната, фашистичките бугарски окупатори во Куманово и Кумановска направија многу злосторства, така да ниту педа земја не остана чиста, туку целата е натопена со крвта на нашите предци, народните херои, првоборци, партизаните. Кој го уби Панче Пешев во Радови, Шкушкули? Кој го уби Христијан Тодоровски Карпош во Билјача? Кој ја уби Магдалена Антова на 14 октомври во Белановце? Кој го уби Бајрам Шабани, исто така во Белановце, првиот партизански одред? Димче Ребица, Наце Буѓони, кој го обеси младиот, го обесија Перо Наков во Скопје? Со посета на споменом бележјата при што даваме заслужена почит и благодарност на оние кои со своите животи ја создадоа и ни ја оставија да уживаме во слободата и да ја чуваме Македонија. Замислите, почитувани присутни мои кумановци, што сега направија. Јас овдека ви тврдам дека сите ние што сме сега тука, што сме собрани вечерва, сакаме веднаш од утре да влеземе во Европска Унија, меѓутоа да биде тоа достоинствено, без условувања, без разни неприфатливи барања, како што влегоа и другите наши соседни држави. Се ќе си дојде на свое место, само храбро напред, како што и нашите предци успевале. Ќе успееме и ние. Ви благодарам што ме сослушавте. Денеска
пред вас ќе зборувам како наставник по македонски јазик, како граѓанин на Македонија и на крај како родител на деца што растнат во Македонија. Како наставник прво ќе се обратам. На учениците кога им предавав историја на македонски јазик, тие лекции им беа најтешки. Меѓутоа за мене беа тие леснотија. Првото влегување во училницата им го поставував едноставното прашање кој сите во хор го одговара. Од кој јазик е направен првиот литературен јазик на словените? И тие ќе одговараа во хор затоа што го знаеа, тоа им беше усадено од македонскиот. Зошто од македонскиот? Кирил и Методи живееле во Солун. Нивните соседи биле македонци кои живееле во втора половина на 9 век. Македонци. Значи основата на првиот литературен јазик е македонскиот, другари. Не бугарскиот. И нема да попуштиме. Кога ги прашував која е првата азбука, глаголица, нормално. Сите наши стари цркви се испошарани со неа. Кога ги прашував која направиле таа глаголица, Кирил и Методи, тоа се словенски учители. А кои се нашите учители, македонци? Тоа се Климент и Наум Охридски. Знаат се нашите ученици. Сега главното прашање овдека за овој собир е, а и за влада, а и за Европа, за сите што се обидуваат на мускули да влеземе со зор, без да решени многу прашања. Дали јас ги лажев моите ученици? Дали моите наставници, професори на филолошки факултет ме лажеа? Која е вистината? Дали ова е целоскупно се словенска лага, ние што сме учеле, за да има една само бугарска вистина? Јас мислам, другари, дека оваа војна мора со многу труд да ја извојуваме. Тука е суштината, во јазикот е суштината. Тоа е наш и само наш непреценлив извор и бисер. Добро вечер, мои кумановци, мои кумановки. До кога веќе ние во сите добрососедски односи само ние ќе сме добрите соседи? Го сакаме ние тоа? И јас мислам така. Вака ќе се навратам од прилика 5 години назад, ќе бидам концизен. На 1 јуни 2017 година бев еден од најрадосните и веројатно еден од најголемите оптимисти за Македонија. Дека конечно ќе тргнеме по пат на европски аспирации и европски интеграции, пат и место кое ние го заслужуваме, место кое ние припаѓаме не само географски, туку и културолошки. Дека младите луѓе ќе престанат да ги бараат своите огништа на некое друго место и дека повозрастните нема внучињата да ги гледат на Skype и дека еднаш за секогаш ќе се скрасиме во ова наша Македонија. Но што добивме? Секојдневно се запрашувам за кого и за каква кауза го дадов мојот глас. Доаѓам до заклучок дека сите ние бевме изманипулирани и измамени. Браќа, македонци, срби, албанци, роми, турци, власи. Македонија не вика. Во еден од најтешките мигови, можеби и најтешкиот во поновата историја. Сите ние сме македонци. Да живее борбено наше Куманово и да живее борбена наша Македонија. Го поканувам да ви се обрати градоначалникот на општина Куманово, господин Максим Димитриевски. Повелете. Ово е и мое, и твое, и наше Куманово, и овој су наши Кумановке и наши Кумановци. Колко смо, толко смо. Какви смо, такви смо. Кумановци смо, наши смо, прави смо, праведни смо и ќе победимо.
Вели, овој пат води од твоето небидие до тебе. Пишува тука на овој споменик. Но тоа е спомнато и во многу списи и записи. И таа една куса реченица кажува многу. Кажува многу за сите нас. За сите нас од Балканот, за сите нас македонци, за сите нас албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати и сите заедници кои што живеат во овој наш космополитски град, Куманово. Велат, не сме мислеле добро за државата. Сме го бунтувале народот. А кој тоа го бунтува народот? Ајде да ве вратам малку назад, што зборувавте на овој исти плоштад, кога баравте подршка од тој истиот народ. Што ветувавте? Дали тогаш спомнувавте дека некој некогаш ќе зборува за идентитет и за јазик? Дали тогаш спомнавте дека биле администратори, а не фашистички окупатори? Дали, впрочем, тогаш баравте да одиме за референдумско прашање и да лобираме кај народот за? И верувавме во тоа. Верувавме за подобра иднина. Бевме на референдумно прашањето беше дали се согласувате за додавка на името и за влез во Европска Унија и НАТО. И потоа одеднаш, заборавивме што го прашавме народот, ја сменивме плочата, изјави за БГНС, изјави за други медиуми, поделба на политички план, кризи, сиромаштија и нормално енормно богатење на поединци и капиталот го земаа поединци кои што сакаат да го контролираат граѓанинот. Но тоа, почитувани мои сограѓани, не поминува. Не поминува кај ниту еден граѓанин на оваа скромна, едноставна, но честна држава Македонија, а уште помалку во Куманово. Денеска се соочуваме со реалноста во парламентот, каде што никој никого не почитува, каде што парламентот го спуштија на дното, каде што на селфи, слики се надмудруваат кој поголема глупост ќе каже. Па за тоа ли ве биравме? За тоа ли ви дадовме мандати? Па кој ти дава за право да одлучуваш што тоа мојот и вашиот дедо бил? Кој ти даде за право да го ставиш јазикот и писмото во уста? Дали постои држава каде што за тоа се разговара? Затоа сакам овде, отворено, пред сите вас, во моје и во ваше име да поставам неколку отворени прашања. Првото прашање ќе го поставам до господјата која што дојде денеска од седиштето на Европска Унија да даде неколку совети и препораки во нашиот парламент. Почитувана, ве молам, почитувана господјо Урсула, секој човек кој што е добро намерен и доаѓа во нашата држава е добро примен. Ние сме докажани домаќини и почитуваме секого. Особено луѓето кои што доаѓаат од Европската Унија, бидејќи ние овде на Балканот, не само македонците, сите на Балканот, вклучувајќи ги и албанците, и србите, и бугарите, и останатите народи кои што живеат на Балканот, се чувствуваме европејци, бидејќи сме родени на Балканот, на овие европски простори. Но почитувана гостинке наша,
никој не ви дозволува и не ви дава право да отворите тема и да разговарате за името и идентитетот и да давате гаранции. Бидејќи ние се бориме за вредностите на Европа, но за вредностите на Шуман и Моне, за Европа отворена за сите, Европа без уцени, Европа без наметнувања, Европа без притисоци, Европа без ултиматуми, Европа без предлози. Ние се бориме за обединета Европа, затоа што сметаме дека токму во таа Европа секоја единка има свое индивидуално право да се произнесе како што се чувствува и да го говори својот мајчин јазик кој што го има наследено од своите предци. Затоа сакам да упатам уште едно прашање до председателот Макрон, кој што за мене е голем европски лидер и целиот почит кон него. Но со што, председателе Макрон, ние овде во Македонија заслуживме ваков третман, ваков едностран предлог. Предлог универзален, а уникатен по својот сублимат и се однесува единствено на една страна. Дали може би тоа го заслуживме затоа што во Првата светска војна овој народ, овие граѓани дадоа логистика на повеќе од 2 милиони војници 1915, 16 и 17. Колку војници продефилираа на нашите простори? Дали некој од нив виде нешто лошо кога се бореа Антантата и Оската? На чија страна тоа ние македонците и ние делумно балканските народи бевме? Дали со тоа што бевме на страната на победничката коалиција? А до ден денеска вашите бомби стојат расејани по целиот ток на Солунскиот фронт од Дојран до Охрид, па ден денеска ги наоѓаме и ги оставивте и ги заборавивте. Ден денеска гробовите на тие честни луѓе кои што загинаа во војната ги почитуваме, негуваме и удостојуваме. Дали со тоа што македонецот и сите народи кои што живеат во Македонија застанаа на страната на тогашната ваша коалиција, го заслужија овој француски предлог? Почитувам председателе, Македонија е мала, но горда држава. Во Македонија живеат граѓани кои што се непокорни. И затоа немојте да им чепкате по генот. Никој тоа не ви го дозволува. Ние во Европа сме и ние во Европската Унија ќе влеземе со крената глава како македонци кои што говорат македонски јазик со сите останати народи кои што живеат во Македонија. А примерот за соживотот го испраќа Куманово вечерва од овде и во многу прилики досега тоа заедно го потврдивме. Го слушав излагањето на нашиот сограѓанин на сегашен премиер Димитар Ковачевски. И што да кажам? Абе, Димче, ти под кумановско слънце изгледа не си раснаја. Абе, човек, што направи да се брукамо од тебе? Ај што се брукамо од многу министри до сега, ама ти не скрос од брука, па и не утепа, бе, човек. Па што си се фатија како ќорав за стап? Па ми Европу го имамо туја, бе. Какав предлог, бе, човек? Дај, бе, излези, извади го протоколот пред граѓаните, прочитај го. Срамно е да добиеш предлог за кој што
во преговарачки процес, во билатерален проблем има две страни. Едната страна знае се, а другата, нашата страна, знае само еден дел. Па протоколот бил само записник, а заборавија дека записникот е првиот документ кој што се усвојува на првата следна седница и е составен дел од главниот документ. Па дали во тој протокол, кој што пред неколку дена беше објавен на бугарските медиуми, а вие до овој момент од власта никој, почнувајќи од тебе, завршувајќи со Османи, не го негиравте. Има ли некои обврски во тој протокол каде што има обврска за другата, за страната на Бугарија? Или само тоа ние, кога нашите деца ќе одат во септември во училиште, претходно ќе ги испраќаме на реевидирање учебниците од кои што тие ќе учат. Па постепено ќе дојдеме до ниво на онаа нивното, дека ние наводно сме потекнувале од бугарски народ. А бре, Димче, па нели ти е јасно дека од македонист бугари не бива? Овој другар ми претходно ги правеше администратори и наводно сме говореле исти јазици. Ај го разбирам таму до Струмице. Ја утнал скроз. Ама ти бе, Димче, кумановац си бе, с нас раснал овдека бе човек. 4 пати те барав да ти се јаваме, да ти објаснам некои работи, пред да излезам јавно да ти укажам пред народот што всушност дозволуваш со ова. Европа од уста не ти излезе и ние ја сакаме Европа и ние сме за Европа и ние, нашиот стратешки партнер се Соединетите Американски држави и целиот демократски свет. Но, Димче, имаме чест, образ, достоинство. Тоа е што му останало на овој народ. Но како и да е, ми вели еден човек, пред некој ден бев на Курбан Бајрам кај него, еден сограѓанин албанец, некаде 80-на години, јадеме баклава, си зборуваме, токму за овој проблем. Ми вели, синко, јас сум албанец, ти си македонец. Ова што е понудено, вие си знаете, но да се работеше за моето, лепи сол ке мацам, никогаш никаде нема да одам ако некој сака да ми го земе јазикот, писмото и нацијата. Па да научиме нешто од овие зборови. Ти благодарам, драг мој Шевкет. Ви благодарам на сите што вечерва излеговме. Денеска не има толку, утре ке не има двојно повеќе. И на крајот ќе се соочат со народот. А зошто? Затоа што ги носиме овие 6 мина тука. Народни херои на Југославија од НОП.